По вчерашните паѓања на електронската апликација за попис на населението, проблемите се отстранети, истакна денеска директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. Се работело за спорадични и локацијски изолирани проблеми при процесот на попишување на населението на терен. Државниот завод за статистика се извинува за лошо изнесената изјава дека проблемите се должат на паѓање на интернетот и јавно се извинува на Македонски телеком АД за несреќно дадената изјава што се должи на недостиг на точни информации, стои во соопштението на Државниот завод за статистика. Симовски денес излезе и со пресконференција за ова прашање. Моите информации се дека се прави апдейт на тоа што вчера се сработи и рестартирање на целокупниот процес за да се избегнат било какви багови кои што можеш да се створат со прекинување на работата во вчерашниот ден и дека немаме проблеми во однос на тој до сега. Денеска е трет ден од спроведувањето на пописот на населението, домакинствата и становите во Република Северна Македонија. Одиме на терен, продолжуваме со оваа активност и се надеваме дека ќе ја завршиме до крајот на предвидениот рок. Работите и овдека во овој регион се одвиваат како што треба. Комплетирани се сите потребни учесници во пописот и она што значи регионални инструктори и она што значи попишувачи, и од тој аспект немаме ни сега никаков проблем. Здравствената состојба исто така добра, се надевам дека така ќе остане до крајот на целиот овој период. Од ДЗС додаваат дека во тие 2-3 часа додека траеле техничките проблеми, биле попишани речиси 10.000 лица на целата територија на државата. До вчера, 6 септември до 20 часот, попишани биле 136.773 лица, односно 41.478 домаќинства и 59.953 станови. Во однос на само попишаните лица во странство, состојба до 7.9.2021 во 7 часот и 30 минути изнесуваат 191.890 попишани лица.